Европската унија оцени дека локалните избори во Македонија биле конкурентни и генерално почитувале основни слободи, иако се одржале во поларизирана средина и со одредени процедурални пропусти. Европската унија ги поддржа наодите на меѓународните наблюдувачи и ја повика земјата да ги примени препораките на ОПСЕ, особено за измени во изборниот законник. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, наводно сериозно размислува да се повлече од активната политика. Според медиумот ФОЛ, тој веќе разговарал со соработници и партнери од Албанија и Косово, а конечната одлука ќе ја соопшти по вториот круг од локалните избори. За сега нема официјална потврда од ДУИ, додека од Вреди побараа негова оставка по поразот во Чаја. Федералната унија на европските националности изрази загриженост дека македонците во Албанија и понатаму се соочуваат со дискриминација и недоволна примена на законите што ги гарантираат нивните права. Федералната унија на европските националности побара од албанската влада целосно да го спроведе законот за малцинства, да донесе подзаконски акти и да обезбеди еднаков пристап до образование, култура и политичко учество. Организацијата апелира и европските институции и ОПСЕ да помогнат во подобрување на состојбата. Председателот на Србија, Александар Вучик, изјави дека против државата се води сериозна хибридна војна и дека ќе се утврди дали уапсениот е терорист или убиец во обид. Нападот во шаторската населба го нарече терористички чин. Вучик нагласи дека Србија може да влезе во Европската унија до 2030 година, но дека не прифаќа независност на Косово. Тој увери дека нема да има недостиг од нафта и дека ќе се најде решение поради санкциите на САД врз НИС. Според Евростат, во 2024 година 11,7% од работната сила во Европската унија, односно 26,7 милиони лица, биле невработени или недоволно вработени. Стапката е пониска од 18,6% во 2015 година. Највисока невработеност имале Шпанија, Финска и Шведска, а најниска Полска, Малта, Словенија и Унгарија. Белгискиот оператор на електрична мрежа Елија предложи ограничување на потрошувачката на енергија за центрите за податоци за да се обезбеди снабдување за други индустрии. Тие веќе трошат 9 пати повеќе струја отколку во 2022 година, а капацитетите за 2034 година се двојно поголеми од планираното. Министерот за енергетика најави дека ова прашање ќе биде дел од новиот план за развој на мрежата, додека Google инвестира 5 милиарди евра во белгиските датацентри. Во Јужна Индија, најмалку 25 лица загинаа кога автобус со 42 патници се запалил по судир со мотоцикл во близина на селото Чина Текур, во државата Андра Прадеш. Повеќето патници спиеле во моментот на несреќата, а властите стравуваат дека бројот на жртви ќе расте. Времето денеска променливо облачно и релативно топло со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат поројни со услови за појава на грмежи. Ќе дува засилен до силен ветер од југозападен правец. Во Скопје променливо облачно време, предпладне со повремен дожд до локално пороен. Ќе дува умерен ветер од југозападен правец. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. В петок и в понеделник врнежите ќе бидат поројни со услови за појава на грмежи, а в понеделник наместа и пообилни ќе дува засилен повремено силен ветер од јужен правец, кој ќе надминува брзина од 70 км на час.